Почитувани граѓани, одлуката за неодобрување на преговарачката рамка за Република Северна Македонија од страна на Бугарија најде на осуда и несогласување од целата Европска Унија, од целиот демократски свет. Но таквата постапка на Бугарија најде на радост, на славие и еуфорија во ВМРО-ДПМНЕ, предводена од губитникот Христијан Мицкоски. Со овој чин, почитувани граѓани, ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски повторно го покажаа своето деструктивно, антидржавно и антиевропско лице. Токму така се однесуваа и кога се носеа реформите важни за иднината на државата. Така се однесуваа Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ кога се обидоа да го кочат влезот во НАТО, кога застанаа на спротивната страна од државните и од националните интереси. Почитувана јавност, доколку има барем малку одговорност за интересите на граѓаните во Белиот дворец, ВМРО-ДПМНЕ да престанат да се радуваат на тешките моменти во кои се наоѓа државата. Ова е момент кога одредени национални прашања ги надминуваат границите на обичните партиски пресметки. Ако веќе не сакаат и не можат да помогнат, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ барем нека не одмагаат. Не им успеа блокадите да се врати демократијата и слободата во нашата држава. Не им успеа очајните обиди за блокади и деструкција да го загрозат пристапувањето во НАТО. Со сигурност нема да им успеат овие обиди, заради ситен партиски профит да ја оддалечат државата од интеграцијата во Европската Унија. Македонскиот народ, сите наши граѓани се големи и во мака и во радост. Од овој тежок момент, на кој само Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ се радуваат, ќе излеземе уште поголеми, уште помудри и уште посилни. Ниту една блокада, ниту едно деструктивно однесување на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски нема да ја спречат европската иднина на Северна Македонија. Република Северна Македонија и нејзините граѓани немаат друга алтернатива освен членство во Европската Унија. Во духот на диалогот, со силата на аргументите, продолжуваме да бараме решение, со крајна цел почнување на преговорите за членство во Европската Унија. Ви благодарам.